Ажурираниот Volkswagen Golf од 8-та генерација е представен без многу помпа. Иако освежувањето е по повод 50-тиот роден ден на моделот, за него се направени неопходни дизајнерски затегнувања и ревидиране изборот на моторите. Според плановите на стратезите од Волфсбург, оваа подмладување е последно со мотори на внатрешно согорување. Осмата генерација на Голф доби суптилни стилски промени. Предницата сега е поуредно и појасно исцртана од претходно, особено во основниот модел и во варијантите фокусирани на удобност наречени Life и Style, додека пак изгледот и опремата Airline и варијантите GTI и GTE изгледаат агресивно како и секогаш. Во кокпитот доминира нов централен екран кој е достапен со дијагонала од 10,4 и 12,9 инчи и представува вистински скок напред во споредба со претходниот модел. Има трајно програмирана лента со функционални копчиња чувствителни на допир на горниот и долниот дел од екранот, а лизгачите на сензорот под екранот конечно се осветлени. Немирните сензорски површини на воланот се минато, таму повторно има физички копчиња. Новиот инфозабавен систем, преку кого се контролираат бројните системи за асистенција, не само што е полесен за користење, туку и реагира значително подобро од порано. Погонскиот портфолио е реорганизирано. Од понудата е исфрлен 1 литарскиот 3-цилиндерски мотор и сега понудата започнува со 1,5 литарски бензински 4-цилиндраш од 115 конски сили, споен со рачен менувач со 6 степени. Истиот мотор е понуден и со 150 коњи. Во случај да сакате автоматски менувач со двојна спојка со 7 брзини, можете да добиете хибридизација од 48 волти. Во понуда се два приклучни хибриди кои овозможуваат до 100 км на струја. Тие се впарени со 2-литарски бензински мотор и 6-степен автоматски менувач со двојна спојка, кои имаат системска моќност од 204 и 272 конски сили. Помоќниот модел се нарекува GTE. Спортскиот GTI располага со 265 конски сили и сега е достапен само со 7-степен автоматски менувач. Дизелскиот топ модел GTD исчезна од понудата. Постојат само две варијанти, секоја со зафатнена од 2 литри. Онаа со мануелен менувач има 115 конски сили, додека со DSG е со 150 коњи. Volkswagen веќе најавува дополнителни изведби. Тоа ќе бидат помоќниот GTI Club, TSI со погон на сите тркала и врвниот Golf R со веројатно значително повеќе од 300 конски сили. Во понудата останува Golf варијант во сите верзии, освен плагин хибридната и GTI.